можноста за спогодба. Сега и уште една конечна забелешка. Кога ќе се спогодиме, ни една страна нема да може да прогласи победа. Не станува за кој ќе победи. Поентата да се договориме за нешто и да продолжиме понатаму. Се уште не можеме да се не согласуваме и да пишуваме на таа тема, но политичарите треба да работат кон еднината и да работат кон Брисел, да не придвижат кон Брисел. Оно што се случува во последните 18 години, сега имаме можност за прв пат да си ги ракуваме рацете и да продолжиме. Професоре, ќе поканам за неколку минути да му подготвите ги вашите заклучоци. Садам дека ќе додадете уште нешто ексклузивно, дали како што знаете нашите гледачи очекуваат нешто ново. Мојот режисер сега ќе оди со реклами и ќе се вратиме повторно за неколку минути. Останете во живо. Почитувани гледачи, како што рековме дека ова емисија, ова конференција организираме дел на англиски, дел македонски, се надам дека ќе најдам на разбирање. Сепак е возбудливо како и за нас во студиото, така и вам, почитувани гледачи, што за вашите очи и за вашите уши досега го немате видено. Го организиравме се за волјата на вистината, да ја представиме вистината за Македонија, гледано низ окуларот и очите на меѓународната заедница, односно политичките елити. Дозволете ми да продолжиме конференцијата на англиски јазик. It was very big challenge again to ask and to invite предизвик да се покани амбасадорот Робин О'Нил, како наш прв гостин на нашата прва конференција, и се надевам дека ќе организираме втората конференција во многу брзо време. И со така очекувам да имаме уште повеќе гости кои што ќе учествуваат во оваа меѓународна конференција. Првиот наслов на оваа конференција – Македонија, нашето име, нашиот идентитет и нашата гордост и достоинство. И денеска, еве, веќе влеговме во нашиот национален празник. Амбасадоре, вие навистина ви благодарам што учествувате и ве поканувам да дадете еден афирмативен заклучок, една порака за оваа конференција и се надевам дека ќе учествувате понатаму во оваа конференција. Ве молам, повелете. Дозволете ми да дадам 3 коментари. My first comment relates to my report in 1992. Првиот коментар е за мојот извештај од 1992 година. Во 1992 година Грција го одби името Република Македонија Скопје. Јас го вклучив тоа име како можност само за меѓународна употреба, бидејќи владата на Македонија во тоа време реши дека треба да се консултира народот на Македонија дали ќе го прифати ова решение. Јас сметам дека тоа беше добро решение. Втората точка е тоа е дека Република Македонија не треба да се согласи да го измени своето име. Македонија веќе има 2 имиња. Не треба и трето име. Најважната точка во моментот сметам дека првиот приоритет за Македонија треба да биде да се го обезбеди членството во Европската унија и во НАТО. Кога ова ќе се постигне, проблемот со името веќе нема да биде, да има никаква важност. Ова се трите точки кои што сакам да ги потенцирам на крајот од нашата дискусија
Исто така сакам да ви кажам вама воедно и на сите луѓе во Македонија, да ви посакам се најубаво за вашиот национален ден утре. Ви благодарам. Ви благодарам што не се приклучивте, професоре, дали имате нешто да додадете? Ви благодарам на вистина, амбасадоре Онил. И јас ќе се придружам на поканата на господин Томич, а тоа е вие да не посетите, да ја посетите Македонија. Сигурен сум дека ќе уживате тука и сакам да ви кажам како крајна порака дека јас и сите ние ќе работиме многу напорно да го зачуваме нашето име и да обезбедиме мир и просперитет со сите наши соседни земји и да придонесеме на Балканот, во Европа и во светот. Ви благодарам. Yes, go on, please. Okay, thank you very much. It was good luck. Thank you. Добра ноќ, ви It was a благодарам. pleasure for us to join us. Dear viewers, we can go with Драги our гледачи, conference, можеме да and we are продолжиме very со good pleasure. конференцијата. Ambassador, you say Ambassador Uginar, yes. I predict also, I mean that A Freudian slip of the tongue. I prefer that we have chance to say that Се надам дека ќе имаме probably шанса да кажеме Macedonia дека deserve Македонија заслужува да ambassador like има you, амбасадор and because како we in вас, Macedonia have very good бидејќи politicians and diplomatic. во Македонија имаме If you give навистина me добри permission, политичари и I like to дипломати. say Alexander Miladinov, who is Би сакал да го also споменам Александар consul Миладинов, of the Estonia, who made very positive кој што навистина diplomacy in Macedonia. успеа да for направи Macedonia. многу позитивна Okay, дипломатија I за think that, Македонија. we can go in the English or to speak in Macedonians Може because да we продолжиме expect на also the македонски, professor Tsamparas. но However, продолжуваме на you give me англиски, permission бидејќи and the го viewers, we can очекуваме speak and go on in господинот Macedonian languages. професор Before- Цампарес. Меѓутоа, со ваша дозвола ќе продолжиме на македонски. Да речем, првиот дел од нашиот разговор, професоре, беше навистина задоволство, веќе спомнам уште еднаш како господин Александар Миладинов, кој верувам дека пораката ќе ја примат и сите други дипломати во државата, кои треба час поскоро да се обединат и да направат еден добар фронт за представување на вистината на Македонија. Еве, ние би сакале да заминеме до Њујорк повторно, не знам дали го имаме господин Цампарас, но ќе организираме како и да е за секоја минута да го имаме. Еве, дозволите ми да побараме, да одиме тогаш во Германија. Во Германци, нашите македонци од Германија организираат една протестна нота, што треба да ја упатат на германскиот канцелар Ангела Меркел, токму за и околу начинот на нивната агресивна, ако ми дозволите, професоре, новинарска забелешка, нивното притискање до зидот, допрење до зидот. За сите нас би рекол да е големо и непријатно изненадување. Со обзир на тоа дека се работи за земја која што навистина е наш деклариран пријател. Поддржувач и кој дефинитивно работи на агендата за Македонија. Еве, на што се должи се тоа? Ги спомна професорот Цампарас, тоа националистички побуди. Дали им одговарат на политичките елити на Запад, да речем, широмо отворени порти, сервилност, полтронство, да речем, од страна на некои субјекти, дали се политичари или невладини организации, кои ќе речат дојдете, ние сме тука, или пак тоа е еден трик. Ако ми дозволите, 2005 година политичката елита, која е сега на втората страна од медалјот, што навистина боли, да речем, сите навикнале или сакат на првата страна и задоволство да се биде на власт. Ќе се согласите со мене? Власта е сласт, да бидам искрен. А од друга ситуација, па зашто не го реши проблемот 2005? Имале по вертикала цела власт, и преседател, и премиер, и председател собрание, и главноначалници. Го има проектот на Метју Нимиц од 8 точки и така. Па вам ви падна во очи и она што го рече во завршната изјава и амбасадорот Онил, Така. дека Грција го одби неговиот предлог 93-та година, Да. Република Македонија Скопје, и според тоа Грција нема повеќе што да прави. И ќе речам, оние што беа претходно пред оваа власт, има можност да сторат нешто и не сторија. Јас се надам дека оваа власт, господине Томич, Да. ќе направи нешто и ќе донесе крајно решение
и дека тоа решение ќе биде едно и единствено, а тоа е дека ние сме Република Македонија, ништо повеќе. Еве, јас би се обидел, бидејќи ова емисија навистина ова наша конференција, даваме, мислам ја организираме еден начин со еден голем патриотизам во секој случај и токму би сакал доколку е во можност нашата режија да воспостави линк со еден почитуван наш голем исто така поддржувач на македонската кауза, господин Славко Манговски, кој треба да го имаме во програмата, кој исто така еден координатор за заштита на човековите права, кој е дел од диаспората, како и почитуван од Богоевски, кој го очекуваме секоја минута да ни се јави доколку е во можност, да видиме што мислат нашата диаспора. Со оглед дека, да бидам искрен, диаспората останува основниот наш кикбоксер, да ми дозволите се вака тој жаргонче се изразам, кој навистина ќе смогне сили да се спротистави на лошата агенда што некоја прави кон Македонија. А многу е речено за таа наша диаспора и јас сакам само да додадам дека македонската диаспора е можеби нашето најголемо и вистински последно национално богатство. Така. И дека таа диаспора треба да биде исползувана до крајен потенцијал, затоа што се уште навистина таа диаспора не е сплотена во оваа држава. Јас не можам да говорам во името на таа диаспора, меѓутоа знам, живеејќи како човек надвор, дека се уште тој потенцијал, господине Томич, не е исползуван и во политиката, и во дипломатијата, а посебно во стопанството. Зошто тоа јас се прави меѓу диаспората или она познатата Девиде Тимпера? Дали сме навистина, ја не го прифаќам таа позната, да речам, синдром на уништување. Воопшто не го прифаќам. Македонецот е сплотен од кога и да е. Македонецот има максимална поддршка. Би замолил тука уште еднашка да, еве, ние поразговараме и би го побарал господинот Цампарас со своите забелешки, односно заклучоци од нашата прва конференција. Слушавме дека се очекува некоја бура во ноември. Слушаме бури од подамна. Господине Томич, ние сме научиле на тие бури. Ништо нема да се случи во ноември, а тоа се само, да речам, пропагандни игри на една долгорочна стратегија на психолошка војна, што Грција и незините поддржуватели во меѓународната заедница ја водат против нас македонците, во Македонија и надвор од неа. И мислам дека на такви закани и предвидувања не треба апсолутно да им се обрнува никакво внимание. Јас реков, ќе речам, уште еднашка, ние сме биле и пак ќе бидеме. Нема датуми на кои што ние мораме да одговориме, за нас прашањето со Грција е решено. Ние сме Македонија, постои македонски јазик, постои македонска култура, постои македонска црква. Така, јас режијата уште еднашка би ја замолил, ако може само накратко неколку реклами, доколку го добиеме господинот Цампараса, тоа за тоа ќе го заокружиме нашето вечерашно издание, нашата прва телевизиска меѓународна конференција. Режија, одиме со рекламите. Почитувани гледачи, како што реков, го имаме повторно професорот Аристотелис Цампарис, професор на Атинскиот универзитет Пиреја, кој се наоѓа во Њу Јорк и директно во живо во гласот на народот на независната телевизија во Охрид. Професор Цампарис, thank you for the end of our conference. Ви благодарам што учествувате на крајот на нашата конференција. Навистина е привилегија што добивме и заклучок од нашиот прв гостин, амбасадорот Робин О'Нил. И ја молам сега и вас исто така да ги изнесете вашите заклучоци на крајот од оваа конференција.